ова година сме поштедени од пожари. Генерално земено, ако ми дозволите, генерално земено имаме во месец јули опожарени 10,5 хектари, од тоа 2 хектари е борова шума, а 8,5 хектари е дрвна маса од шикара, нишка шума и така натаму. Имаме и 2 пожари во месец март, едни од 18-80 хектари, други од 40 хектари. Штетата е минимална, се работи за ниско стеблена шума, изгоре само ова шумата од лисијата, знати, така да, тука некои дневници сме плаќали на луѓето таму да го санират пожарот. Така да, ова година ЈП Македонски шуми подружница Белајца Струмица нема проблеми со пожарите. Сега сме малку поорганизирани од годините, да кажеме 90-те години, 2000-те години, кога беа, во смисла која имаме поставено посматрачи, еве во Струмица имаме посматрачи на 6 места, така да посматрачи од Огражден сугерират ако Белајца горе, а Белајца сугерира ако Огражден горе, и имаме екипи за брза интервенција, така да благопријатно, кога се појавя дим, веднага интервенират најкасно за саат и пол и не му дозволиме на пожаро да масовно се развие, да поприма катастрофални последици. Во тој контекст, јас сега би се поврзал со шумските пријави од дивокраци. Ова година, еве само заклучно со месец јули, имаме 1347 шумски пријави. Значи, лани имаме околу 2000 на ниво за цела година, сега ова година имаме заклучно со јули 1346 или 47, нема фаќајте за збор. На една страна, значи, имаме голема заштита од кражба на дрва, а од друга страна, бесо на крадачите многу малку се искалва врз шумата. За тук има и отстапки. Имаме пред, може нема ни месец дена, еден деликвент од Банско, кој многу пати бил во затвор, запали нашата барака, шумска барака во подножието на Банско, и тоа јавно признае дека он га паля, демек незадоволен од тетман, он кој го има во шумарството, он секој ден е крадел дрва и така натаму и така натаму. Значи, просто и ние овде во шумарството изненадени колку повеќе им го стегаме обречот на крадачите, толку помалку се појавуваат пожари. А годината 2011 малтина може не е толку пеколна како што знаеме некои години, али сепак температури 37, 38 и 39 знаеше некој ден, сепак се температури кои може да подсекнат пожар. И грот од пожарите, имаме пожари, исклучиво, еве депонија околу Клиш се пали, се префрли пожарот таму под ножето на Белајца. Тоа е нискостеблена шума, габер. После на друго место така се депонии имаме, така да немаме висока шума горено. Тоа е, вака мислам дека за поздравување, дали е склопна околност, али нашето знание како ги стегаме повеќе, како е нашето присуство повеќе на терено, така дрварите не покушват да палят шумата. Треба македонската јавност да знае, а најмногу струмичката јавност, дека ние секој ден имаме контрола во шумата и ги гонаме дрварите. Ако само до јули ова година имаме 1346 или 7, па нема фаќајте за збор, и тоа од тие веќе имаме некои 300-400 кривични пријави. Сега, јас ги молам граѓаните да не купуват крадени дрва. Секој крадено дрво нема ДДВ, нема амортизација 1, амортизација 2, кои средства наменски на секој продаден и посечен кубик се одвојуват во ЈП Македонски шуми за проширена репродукција. Така да, ние сега може лагодно ќе живееме со ова шума што ја имаме, ама населението како годините поминват, се повеќе и повеќе се зголемува и плюс парните грејења кои се
много голем потрошувач за производство на рано-градинарски производи, така да сето тоа треба да се канализира во смисла. Кога граѓаните ќе си ја сакат државата, ќе си ја сакат шумата, нема да купуват крадени дрва, ние ќе нема нелојална конкуренција. Така да луѓето ќе доаѓаат кај нас, со сите нишани ќе биде, нели, со документи, парите од ДДВ-то, од проширената репродукција ќе се употребат за буџето и наменски дело амортизација 1 и амортизација 2 за обновување на шумите. Тоа да ме разберат граѓаните многу пати, јас уште кога бех директор, 2000 година и први и втора исто го апелирах, да не купуват градени дрва. Пак ќе кажам, тогаш ја користах таа реченица, пак ја кажам. Јавното предпријатие Комуналец, секоја минута да поминват вработени да ги чистат пикавците или книгите, хартиите фрлини во центарот или не знам каде, ако ние граѓаните по нив па фрлеме, Струмица нема да ни биде чист град. Значи, апелирам на совеста на граѓаните. Ние имаме дрва, ние ќе најдеме дрва, ние имаме сили да најдеме дрва. Сега, имаме еден голем проблем во смисла тендери. За ние сето тоа го организираме, да ги снабдиме луѓето со дрва, по закону за јавни набавки, ние сме повикани на институцијата тендер. Институцијата тендер во шумарството не се покажа благопријатна, бидејќи не функционира. Еве ќе ви кажам зашто. Ние сега сме месец јули, почнаваме август сега. Еве сега сме 5 август. Се уште ние немаме земено тендер за превоз. Бидејќи овие превозници набијали цените и не се вклопуват во цените кои нашето јавно предпријатие ги има дадено како плафонирани цени до кои може да се одат. А несватливо е, нонсенс е веќе на втората половина на лето ние да немаме тендер за превоз. Се ние, ако ги сечеме дрвата во шумата, постоја друга опасност. Се крадат и се опожарват. И ние мораме да балансираме ни многу, ни малку. Затоа, јас многу пати сум предлагал, ова јавно предпријатие не смее вака да функционира. Ова јавно предпријатие мора да функционира како во светот ќе функционират. Ние, ако сме државна фирма, ние мора да бидеме под буџет. Али, ако ние сме државна фирма на самофинансирање, за нас институцијата тендери, односно јавни набавки, не смеат да важат. Има случаи, ако фирма Манго земала на тендер, да кажеме, 5000 метри кубни огрев и 3000 метри кубни трупци. Фирма Манго има капацитети, не Афалум има капацитети. Да кажеме, некои 10-15 хиляди метри кубни ги земала некоја друга фирма, кој има возила и нема возила. Има возила во дело кога нели се права, го зима тендеро, по овие цени нели кои се на тендеро, ама потоа не одговара на обврските. И сега нашето јавно предпријатие, на место овие тендери, бидејќи има клаузула да ги санкционира и да соодветната фирма која го земала тендеро, а не одговара на обврските, не прати ни динамика, ама ништо не ги интересира, да плаќа пенали, да го обештета јавното предпријатие Подруžnica Belašnica Strumica, работите си стоят така, а не смееме да ангажираме под исти услови друг изведувач на работите по јавни набавки тендер за превоз. Сега превозот е сега најтешка категорија. Затоа, државата мора да разчисти. Ако сме јавно предпријатие или државно, ние мора да бидеме буџетска организација. Ако сме на самофинансирање, јас сум по професија економист. Во мојата економска теорија и наука не видех дека некаде некој предпријатие државно само се финансира. А знаете, вие државата е најслабиот стопанственик од кога постоја веко и свето. И не случајно, богатите држави, вклучително Маргарет Тачер на времето ги приватизираат железниците, после рудниците за железо во Англија, сега Грција,
исто ќе ги продава нејните удели во железници, во сообраќај и така натаму, за да може приватниот капитал кој му природено одреден да се оплодува. А он се оплодува во приватниот капитал, нема сентименталности. Тук има работа и само работа. Тој што го бива оде напред, тој што не го бива, конкуренцијата го уништува. Една компарација. Ако Струмица важи за еден од многу богатите краишта, Струмица со Струмичко, не можам сам да се одгатнам како во една богата општина да се случуваат така големи кражби. Јас колегите наши, еве по заштита, од Валандово, од Радовиш, вика, ние нема ги вашите проблеми. Нема ги вашите проблеми. И многу пати ангажираме во дело на заштита не само нашата полиција шумска, него и Валандово шумска полиција и Радовиш. Тоа не можем да го објаснам. Не знам, како една богата општина, луѓето посегат, али генерално да се разбереме. Исклучиво крадачи на древа, 90% се луѓето од Баница, јас по име и презиме ќе кажам, луѓето од Банско од ромската или турската националност, луѓето од Иловица од ромска, турска и многу малко македонци. Луѓето од Висока Мала од турската националност. Еве, ако сакате да ви ги почнам пријавите, еве, тие се 204 само овој месец. Од овие пријави 204 има вака 63 кривични и 141 прекршочни. И сега има тук и друг проблем. Прекршочните пријави не се процесуират. Во нашиот закон за шумите исто е предвидено поравнување. Ние не можеме да вршиме поравнување. И бараме од парламентот, еве, да, подхитно, за законот за шумите да не важи поравнување. Ние не сме МВР, бите, дај ми документот, еве ти возачка дозвола, во рок на 8 дена, ако не платаш сообраќајната прекршок, сообраќајниот прекршок, на место 150 евра имаш 300 евра. Ние ги викаме, луѓето не доаѓаат. И сега сме упатени на граѓански спор. Ама граѓанскиот спор не чина пари.